Во Тетовски Лешок денес беше одбележана 21 годишнината од загинувањето на Ѓоко Лазаревски, кој за време на конфликтот во 2001 година го бранеше своето родно село. Одбележувањето започна со отслужување панихида, потоа продолжи со интонирање на македонската химна и подигнување на македонското знаме. Свежо цвеќе пак пред споменикот на Ѓоко Лазаревски во Лешок положија низа делегации, неговото семејство и пријатели. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Не верувам дека постои во светот народ, чија што историја е исполнета со толку многу борба и жртви за да се дојде до толку посакувана слобода. Борба за самостојна и суверена македонска држава. Иако многу пати таа борба била борба на Давид и Голијат, никој, апсолутно никој не успеал целосно да не покори нас македонците и да ни го уништи сонот за сопствена држава. Во плејадата македонски херои, јунаци, значајни и незначајни, создадени низ 2000-та историја на нашиот народ, со златни букви е врежано името на Ѓоко Лазаревски. Пред 21 година, кога нашата татковина беше во опасност, Ѓоко без двумење застана во одбрана на Македонија, во одбрана на Лешок. Го жртвуваше својот млад живот на олтарот наречен Македонија, за подобро утре и посветла иднина на нашите деца, на сите нас. Тој покажа како се сакаат блиските своји и својата земја повеќе од сопствениот живот. Благодарение на неговата само жртва и само жртвата на останатите македонски херои, бранители, Лешок живее, Македонија живее. Драг наш Ѓоко, никогаш нема да го заборавиме споменот за тебе. Се додека има и еден жив лешочанец и македонец, се додека има и еден единствен човек на земјава што ја сака слободата и татковината, споменот за тебе вечно ќе живее. Со тебе ќе живее пораката до сите оние кои ќе се обидат да откорнат парче од оваа света земја македонска. Раѓа оваа мајка македонска и ќе раѓа синови и ќерки, херои и јунаци што ќе ја бранат до последен здив. Другару наш, денес сите знаеме дека не гледаш горе од небото, од кај ангелите, со твоите вечно насмејани и ведри очи. Затоа, поздрав ти праќаме и завет. Брату наш, продолжуваме по твојот пат и не те забораваме. Почитувано семејство на Ѓоко, почитувани присутни, да сте здрави и живи, да живее македонскиот народ, да живее мајка Македонија. Лазаревски во војниот конфликт во 2001 година останал меѓу последните да го брани Лешок. Тогаш имал 30 години и бил резервен полицаец. Загинал од шрапнел од минофрлачка граната, а починал само неколку дена подоцна во Скопје, каде што е и погребан.